Државата треба да му плати одштета во износ од 18.000 евра на детето кое народниот правобранител при ненадејна посета го најде врзано со завој за радијатор во Заводот за рехабилитација во Банско во 2012 година. Пресуди денеска Европскиот суд за човекови права и слободи во Страсбур. Судот констатирал повреда на правата на детето со тоа што било врзувано за негова безбедност. Во пресудата се наведува дека Хелсиншкиот комитет за човекови права преку адвокат случајот го пријавил во јавното обвинителство. Отколку основниот јавен обвинител констатирал дека нема случај, бидејќи државата немала можност да го смести во соодветна установа, застапникот на Хелсиншки поднел жалба и во Вишето јавно обвинителство, каде била потврдена првостепената одлука. Од тука невладината организација оформила предмет и поднела тужба до Страсбур. Одлуката судиите ја донеле едногласно. Повреден е член 3 од Европската конвенција за човекови слободи и права, која забранува нечовечко и понижувачко постапување. Судиите констатирале дека државата е одговорна за сместување на детето во установа која ги нема потребните ресурси за да ги задоволи неговите потреби. Лекарите на ова глувонемо дете му констатирале церебрална парализа и ментални пречки во развојот и врз основа на таа диагноза бил сместен во Заводот во Бања Банско, кој е за лекување и третман на лица со физичка попреченост. Народниот правобранител од Националниот превентивен механизам беше информиран дека при посета на Заводот за заштита и рехабилитација Бања Банско затекна дете кое нема физичка попреченост, туку е глуво и се наоѓа во социјален ризик. Заради безбедносни причини детето беше врзано, никој не комуницира со него и не ја добива соодветната грижа и нега, затоа што вработените не го познаваат гласовниот говор. Исто така затекна друго малолетно лице со ментални пречки во развојот, кое наместо во установа за лица со ментална попреченост е во установа за деца со физички пречки, како и лице кое има психички нарушувања. Одделението за заштита на правата на децата и лицата со посебни потреби покрена постапка по сопствена иницијатива и се обрати до Министерството за труд и социјална политика со барање за соодветно згрижување на овие лица и третман, согласно нивната попреченост, стои во извештајот на Народниот правобранител за 2013 година. Со 6 гласови за и 1 против, Европскиот суд за човекови права исто така смета дека имало повреда правото на детето за истрага за неговиот случај со нечовечко постапување. Судот пресуди државата да му плати на детето 18.000 евра за морална штета и 1.650 евра за судски трошоци.